Ако сте растеле во 90-тите, виртуелната реалност ветуваше прекрасен нов свет. Филмовите, како Тотален отповик со Шварценегер, ја разбудија имагинацијата, поведувајќи не во VR светот. Се продава и првите виртуелни очила. Добро, да бидеме искрени, повеќе беа ефтини играчки отколку квалитетни уреди, но сепак постоеше голема возбуда. Од тогаш поминаа повеќе од 30 години и стотици милиарди долари вложени во развој. Но дали идејата конечно се оствари? Основачот на Facebook обложи се на картата дека метаверзумот ќе биде новиот мобилен интернет. Тука корисниците треба да го поминуваат времето за работа, забава и комуникација. Компанијата на Закерберг само во 2022 година изгубила над 13 милиарди долари, а годината претходно над 10 милиарди. И покрај инвестициите на големите играчи, само 120 милиони луѓе во светот користат VR очила. Само за споредба, над 85% од светската популација поседува смартфон. Но што е пречка за овие платформи вистински да успеат? Како и во 90-тите години, и покрај огромниот напредок во графиката, виртуелните очила се доста гломазни, неудобни и тешки за користење. По неколку часови користење предизвикуваат главоболки, замор на очите, па дури мачнини и гадење. VR ќе биде се повеќе присутна во образованието, медицината, науката и забавните индустрии. Но за целосна имерзија, како sci-fi филмовите, можеби ќе бидат потребни уште неколку децении.